Што е тоа на кое најмногу пазиш и најмногу го чуваш во животот? Предпоставам секој од вас има понеков одговор на ова прашање. За некој од вас одговорот на ова прашање е вашето семејство или пак вашите деца, можеби вашиот сопруг, сопруга, вашиот родител. Некој од вас најмногу ги чуваат и ги пазат своите пари или пак своето возило. За некој од вас можеби станува збор за бизнисот кој го поседувате. На некој најважна му е репутацијата и што другите мислат и така натаму. Секој од нас има нешто на кое најмногу внимава во животот. И всушност мислам дека нема да сгрешиме ако кажеме дека нештата кои најмногу ги пазиме и на кои најмногу внимаваме во животот се нештата кои најмногу ги вреднуваме во животот. И иако нештата кои најмногу ги вреднуваме и ги пазиме во животот за секој од нас се различни, сепак она што е заедничко за сите нас е тоа што кога овие нешта се под некаков напад или пак под некаква опасност, ние не седиме мирни, туку ќе направиме се што можеме за да ги одбраниме и да ги зачуваме. И Библијата се согласува со тоа дека Бог ни дал луѓе и нешта во животот кои се благослови од Него и кои треба да ги пазиме и да внимаваме да не се случи нешто лошо. Но, кога станува збор за тоа што е она кое најмногу треба да го пазиме во животот, според Библијата, има нешто на кое најмногу треба да внимаваме, а ние всушност му посветуваме речиси најмалку време и најмалку внимание. Станува збор за нашето срце. Во Библијата, во Изреки, 4 глава, 23 стих, царот Соломон го напишал следното. Од се што е за пазење, најмногу чувај го срцето свое, зашто од него се изворите на животот. Ова е стихот кој ќе ни биде основа за денешната порака. Кога во Библијата се говори за срце, а доста често се споменува овој збор, она што треба да го имаме на уме дека не станува збор за нашето срце кое се наоѓа во нашите гради. Значи, кога Соломон напишал најмногу да го чуваме и да го пазиме своето срце, тој не мислел на тоа дека ние треба да вежбаме, здраво да се исхрануваме, за никогаш да не завршиме на кардиологија или пак уште полошо на кардиохирургија. Се разбира. Грижата за телото е важна, но тоа не е поинтата на овој стих. Еврејскиот збор кој го има значењето на зборот срце и како таков се преведува на наш јазик е зборот левав или скратено лев. Зборот срце во Библијата се однесува на центарот на духовното суштествување на човекот. Значи, центарот на нашите мисли, на нашите чувства, желби, волја, намери и така натаму. Всушност, можеби наједноставната дефиниција во однос на тоа што значи срцето во Библијата е тоа дека срцето е внатрешниот духовен аспект на секој од нас. Соломон вели дека срцето е изворот на животот, односно се што правиме во животот произлегува од она што се случува во нас и она што го има во нашето срце. Кога станува збор за нашето срце, светот во кој живееме има еден многу познат и би рекол општо прифатен совет, а тој совет е следниот. Следи го, односно слушај го своето срце. И ова идеја можеме да ја сретнеме речиси секаде. Во книгите кои што ги читаме, во песните кои што ги слушаме, во филмовите кои што ги гледаме, некогаш во статусите кои што ги читаме на Facebook или пак некои други текстови кои што ги читаме на интернет. Постојано сме бомбардирани со идејата дека ние треба да го слушаме своето срце, односно треба да го направиме тоа што го чувствуваме во себе, да тргнеме по патеката по која срцето ни вели дека треба да одиме и воопшто да не се двоумиме. Светото писмо, за разлика од светот, има понеков совет за нас. Како што видовме преку зборовите на царот Соломон, Библијата ни вели да го пазиме нашето срце, а не да го слушаме. Причината зошто Светото писмо се разликува од светот во кој живееме во однос на тоа што треба да правиме со нашето срце е доста едноставна, а тоа е следнава. Според Светото писмо, луѓето се грешни. И нивните чувства, мисли, желби, волја, намери и така натаму се под влијание на гревот и се ранливи на гревот. И затоа Библијата не советува да го слушаме своето срце, туку да внимаваме на тоа што се случува во нашето срце. И Светот и Светото писмо тврдат дека срцето е важно, но не повикуваат на поинаков однос кон срцето. И сега кога зборуваме во контекст на зборовите на царот Соломон, кај што вика да го пазиме нашето срце, логичното прашање кое многумина би си го поставиле зошто?
Зошто да го пазиме нашето срце? Зошто би внимавале на нашите мисли, чувства, желби и така натаму? Одговорот на Соломон е зашто од срцето се изворите на животот. Идејата е дека се што правиме во животот е резултат на тоа што се случува во срцето, односно на тоа што го имаме во себе. И Соломон како да сака да ни каже какво ти е срцето, таков ќе ти биде и животот. Или ако не пазиш на тоа што се случува во себе, не пазиш воопшто на својот живот. Начинот на кој го живееме својот живот, начинот на кој што носиме одлуки, начинот на кој што се однесуваме со другите луѓе, начинот на кој си ја вршиме својата секојдневна работа, своите секојдневни обврски, начинот на кој реагираме на ситуациите и околностите во животот, без разлика дали се добри или лоши. Сите овие и многу други аспекти од секојдневието зависат од нашето срце. Тоа што јас и ти го имаме во срцето, тоа ќе го извадиме на површина пред другите. Во Лука 6 глава 45 стих, Господ Исус Христос вели: добриот човек од добрата ризница на своето срце изнесува добро, а лошиот човек од лошата ризница на своето срце изнесува лошо. Зашто неговата уста го зборува она со што му исполнето срцето. И појасно од ова не може да биде. Ако срцето е полно со љубов кон Бог и ближниот, тоа ќе се види во нашите дела и во нашите зборови. Ако срцето е полно со Божиот мир, со Божјата радост, тоа ќе се види во нашите дела и во нашите зборови. Ако срцето од друга страна е полно со гнев и омраза, тоа ќе се види во нашите дела и во нашите зборови. Ако срцето е полно со љубомора кон тоа што другите го имат и го прават, тоа ќе излезе на површина во нашите животи. Тоа што го имаме во нас ќе излезе од нас, за добро или за зло. Но во се во ова добрата вест е тоа што дури кога имаме гнев, завист, гордост, љубомора во нашите срца, Бог не отфрла. Туку не прифаќа такви какви што сме и се разбира, не менува за да не останеме такви какви што сме. Но тоа е суштината на Евангелието, дека Бог го прати неговиот син Исус Христос да умре за нашите гревови и да воскресне за ние да добиеме простување на нашите гревови и слобода од казната за гревот, но исто така слобода и од силата на гревот во нашите животи. И затоа е важно, како што вели Светото Писмо, да го пазиме нашето срце, а не како што вели Светот, само да го слушаме и да го следиме нашето срце, бидејќи во одредена смисла би можеле да кажеме дека квалитетот на нашиот живот, квалитетот на нашето општење со Бог, на нашето општење со луѓето околу нас, зависи од тоа што го има во нашите срца. И затоа ако има нешто во твоето срце, во моето срце, некаква огорченост, желба за одмазда, за презир кон другите, така натаму, не треба да се двоумиме, туку да побараме од Бог да се справи со овие нешта во нашите животи. Да не си дозволиме овие негативни чувства, овие негативни желби и мисли да ни влијаат во животот, бидејќи нивното влијание никој пат нема да произведе нешто добро во нас. Бог сака да не ослободи од овие нешта и ќе не ослободи доколку му дозволиме. И тука доаѓаме до прашањето, што се случува доколку не го пазиме своето срце? Кои се опасностите доколку не го пазиме нашето срце и тоа што се случува во нас? Има еден пример од секојдневието кој дава доста добро објаснување. За жал, од време на време слушаме дека некоја личност која ја познаваме доживеала срцев удар. И многу често срцевиот удар во суштина настанува поради запушени артерии, затоа што во нив има талок од маснотии кои го попречуваат движењето на крвните садови. Причината за сето тоа е нашето невнимание во начинот на исхрана и во начинот на живот. И кога не внимаваме што внесуваме во нашето тело, резултатот може да биде срцев удар. И тука е сличноста помеѓу она што се случува во човековото тело и она што се случува во човековиот дух и душа. Овој дел од функционирањето на телото, односно срцето во нашите гради, е многу добра слика за тоа што се случува во она срце за кое зборуваме денес, односно за внатрешниот и нематеријален дел од човекот, односно поточно за нашите мисли, чувства, волја, намери, така натаму. Како што невнимавањето во однос на исхраната и начинот на живот предизвикуваат срцев удар, така и невнимавањето во однос на нашите мисли, желби, чувства и така натаму, гневот, омразата, гордоста, равнодушноста предизвикуваат така наречени духовни срцеви удари, односно предизвикуваат сериозно пореметување на самите нас, на нашето општење со Бог и на нашето општење со луѓето.
Како што невнимавањето на нашата исхрана и нашиот начин на живење може да бидат фатални за нашето физичко здравје, така невнимавањето на нашите мисли, на нашите чувства, на нашите желби може да биде фатално за нашето духовно здравје. И ова предупредување се однесува на сите, без разлика колку време одиш во црква, без разлика колку долго читаш Библијата и така натаму. Срцето твое ќе биде под напад секој ден и затоа е потребно да го пазиш и да внимаваш на него секој ден. Пазењето на нашите срца треба да ни биде топ приоритет во нашето секојдневие. Но доаѓаме тука до еден друг многу важен момент, а тоа е да зборуваме за тоа како можеме и како треба да го пазиме нашето срце. Џабе ние да ги знаеме последиците од тоа што ќе се случи ако го пазиме или пак ако не го пазиме срцето, доколку не знаеме како да го направиме тоа. И еве што вели Соломон во однос на тоа како да го пазиме срцето. Сине, внимавај на зборовите мои и приближи го увото кон поуките мои. Да не отстапуваат тие од твоите очи, чувај ги внатре во срцето свое. Зашто тие се живот за оној што ги нашол и здравие за целото тело негово. Од се што е за пазење, најмногу чувај го срцето свое, зашто од него се изворите на животот. Отфрли од себе лажливоста на устата и лукавството на јазикот од себе оддалечи го. Очите твои нека гледаат право и клепките твои да бидат управени право пред тебе. Провери ја патеката со нозете своји и сите патишта твои нека бидат цврсти. Не скршнувај ни десно, ни лево. Оддалечи ја ногата твоја од злото. Прво, пазењето на нашето срце се сведува на тоа дека нашето срце, односно нашите мисли, чувства, намери, волја, желби и така натаму, треба да бидат под силно влијание на Божјиот збор. Во 20 и до 22 стих Соломон вели дека пред се е важно што слушаме, односно какви полуки слушаме. Во Псалм 119:11 авторот на псалмот го вели следново: ги сокрив во срцето свое заповедите твои, за да не грешам против тебе. Најдобриот стражар против се што е штетно за нашите срца е Божјиот збор. Начинот на кој го пазиме нашето срце, на кој што можеме да го пазиме нашето срце е така што ќе му дозволиме на Божјиот збор да го обликува и да го исполира нашиот светоглед. Бидејќи нашето срце често ќе биде под напад. Не знам, нашето срце е под напад тогаш кога ќе слушнеме лош мовет за некој кој го познаваме. Нашето срце е под напад тогаш кога имаме конфликт или расправи или пак недоразбирање со некого. Срцето е под напад тогаш кога ќе се најдеш во собраќај и некој вози лудо без да пази така натаму. Ако го имаме како што вели псалмистот сокриено Божјиот збор во нашите срца, тогаш овие и многу други ситуации од секојдневието нема да им наштетат на нашите мисли, на нашите чувства, туку ќе знаеме како да реагираме на начин кој што ќе биде добар не само за нас, туку и за другите околу нас. Без Божјиот збор во нашите срца, ваквите ситуации од секојдневието нема да придонесат кон наша зрелост, туку малку по малку придонесуваат кон наше духовно уназадување. Второ, во 4 глава 24 стих Соломон вели дека уште еден начин на кој може и треба да го пазиме нашето срце е преку тоа што ќе внимаваме во какви разговори се впуштаме. Таму Соломон вели дека треба од себе да отргнеме лажливоста и лукавоста на јазикот. Може би немаме проблем со лажењето, Соломон не предупредува за тоа, но некогаш навистина е предизвик да не се впуштиме во мовет за некој кој не е помеѓу нас, или пак некогаш е предизвик да не се впуштиме во беспотребни расправи и докажувања, или како што вели Соломон во лукавоста на јазикот. Ако не се пазиме од вакви мовети, ние не го пазиме своето срце. Не е доволно само да речеме дека го читаме Божјиот збор и да очекуваме дека тоа по автоматизам ќе го пази нашето срце. Џабе го читам Божјиот збор, ако после читањето на Божјиот збор се впуштам во разговори со содржини кои се спротивни на тоа што Бог ме поучува во неговиот збор. Значи, читањето на Божјиот збор го пази нашето срце само тогаш кога живееме според зборот. Јаков во неговото послание многу јасно не потсетува дека зауздувањето на јазикот е важен дел од христијанската вера. Ако сакаме да го пазиме срцето, ќе мора да пазиме во какви разговори се впуштаме. Следниот чекор според тоа што го пишува Соломон во 4 глава 25 стих се однесува на нештата кои ги гледаме. Сега, знам дека на прв поглед овие нешта изгледаат како лекции и совети за мали деца.
Но сепак и на нам возрастните ни се многу потребни ако сакаме да имаме добро духовно здравје. Еве што за нас денес значи да го пазиме нашето срце така што ќе пазиме што ќе гледаме, покрај другите нешта. Пример, интернетот е место каде што имаме увид во многу нешта и во многу информации. И тоа значи дека ќе треба да бираме што е тоа што го гледаме, но и како ќе реагираме на сето тоа што го гледаме таму на интернетот. Ова предупредување за тоа дека треба да внимаваме што гледаме со нашите очи може да се однесува на многу нешта за нас денес во време на интернет и на толку развиена дигитална технологија. Дел од тоа може да биде, порнографски содржини поради кои ќе чувствуваме љубомора и завист кон другите и нивниот животен стил. И од тоа треба да се пазиме, или пак содржини кои не прават гневни и уплашени и така натаму. Да беше Соломон денес жив помеѓу нас, верувам дека би ни препорачал да пазиме на што го трошиме нашето време додека сме на интернет. Затоа што има нешта кои ги гледаме и ни се интересни и забавни, но може да се доста штетни за нашето духовно здравје. Сега, не велам дека не треба да користиме социјални мрежи или пак дека не треба да користиме интернет или пак дека не треба да гледаме филмови и така натаму. Само сметам дека треба да бидеме внимателни што сето тоа им прави на нашите срца. Прашањето кое треба да си го поставиме во однос на нештата кои ги гледаме не е само дали ова ми е забавно и интересно, туку треба да се запрашаме како ова што го гледам влијае или ќе влијае на мене. Последниот совет на Соломон се наоѓа во 26 и 27 стих и се однесува на тоа по кој пати што одиме во животот. Се разбира, ова треба да го сватиме символички, односно неговото предупредување е да внимаваме какви одлуки носиме во животот и во која насока ни се движи животот. Затоа што и животните одлуки во голема мера влијаат штетно или пак добро, во зависност од тоа што ќе одлучиме, на нашето срце и на нашето духовно здравје. Животните одлуки како со кого ќе стапиш во брак, каде ќе работиш, кои ќе бидат твоите најблиски пријатели, дали ќе посетуваш локална црква, која црква ќе биде тоа, што сакаш да постигнеш во животот и така натаму. Овие одлуки се одлуки кои што во зависност од тоа што ќе одлучиме, може или да го заштитиме нашето срце или пак да му наштетиме. Но не само овие поголеми животни одлуки, туку и оние навидум мали одлуки во животот се важни во однос на тоа дали ќе го пазиме нашето срце или пак ќе му наштетиме. Пример, еве една одлука која треба секој од нас да ја донесе, ретко кој би рекол дека е голема одлука, ама сепак е важна. Како ќе ги трошиш парите кои ги заработуваш во животот? Ако не пазиш на ова, не пазиш на твоето срце. Како ќе го трошиш слободното време кое што го имаш во животот, ако го имаш? Како реагираш тогаш кога некој те изгрешил? Како реагираш тогаш кога ти си изгрешил некому? Дали ќе работиш или ќе седиш дома? Овие се одлуки кои што ќе имаат одредено влијание врз нашето срце и врз нашето духовно здравје. Исто така многу важно прашање, како реагираме тогаш кога се случува нешто непланирано, нешто непосакувано во животот. Минатиот пат зборував за животните неприлики. И ако сакаме да го пазиме с нашето срце, ќе мора да пазиме како реагираме тогаш кога се наоѓаме во некоја животна неприлика. Овие и многу други слични прашања и моменти и аспекти од секојдневието се важни. И затоа Соломон ни вели, пред да донесеш некоја одлука, пред да тргнеш по некоја патека, по некој пат во животот, провери каде се движиш и каде тоа ќе те води. Бидејќи секоја одлука во животот значи одлука да се тргне по некоја така наречена патека и во некоја одредена насока. Од се што е за чување, најмногу пази го своето срце, зашто од него се изворите на животот, напишал цар Соломон. Тоа е всушност Божиот повик за секој од нас. Ние во животот пазиме на многу работи и само по себе тоа не е лошо. Но нашето безумство некогаш е во тоа што пазиме на се останато, освен на она што е најпотребно да пазиме, а тоа е нашето срце. Светот ни вели да ги слушаме и да ги следиме нашите срца, а Светото писмо ни вели да ги пазиме нашите срца. И секој од нас ќе треба да донесе одлука што ќе прави со своето срце. Ако сакаме да живееме живот кој ќе биде угоден на Бог и корисен за луѓето кои се дел од нашиот живот, ќе мора да внимаваме на тоа што се случува во нас, на тоа што е во нас, и ако има нешто што е штетно во нас, да му го предадеме на Бог и да дозволиме
Тој да ги отстранува сите мисли и чувства кои штетно влијаат на нас, односно на нашето срце. Бог да го прочисти нашиот духовен организам. И ако сакаме добро духовно здравје, исто како што го пазиме нашето срце со исхрана и со активност и со начин на живот, така ќе треба со Божја помош и со Божјо водство да го пазиме нашето духовно срце со тоа што ќе внимаваме што внесуваме во себе, што зборуваме, што гледаме и какви одлуки носиме во животот. Сите овие нешта влијаат на нашето духовно здравје. Или го подобруваат, или го прават полошо.